26 лица заболени од грип или состојби слични на грип евидентираше Центарот за јавно здравје Куманово во текот на минатата седмица. Од пријавените, засега најзастапена е работоспособната група, односно лицата од 25 до 64 години. С големен број на заболени ученици од грип, епидемиолозите очекуваат по стартот на второто полугодие. Од Центарот за јавно здравје потсетуваа дека вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Центарот препорачува вакцинација, особено на лицата кои припаѓаат на така наречените ризични групи, согласно препораките на Светската здравствена организација. Утре се очекува да пристигнат и комерцијалните вакцини. Тоа е лесно зголемување во однос на минатата недела, претходната недела 11 случаи, така да очекуваме во наредниот период, особено во месеците јануари, февруар, најголема активност на вирусот на грип. Значително е значајно е она дека ние следиме состојбата преку групно неделно пријавување и од страна на матичните лекари, како и од страна на инфективното оделение и детското оделение, кои што ни се најчести, оние кои ни ги пријавуваат овие податоци, ги собираме од нив. Најзастапена е она возрастна група од 25 до 64 години, така да тоа е најона застапена возрастна група. Понатаму очекуваме дека тоа и ќе се менува, особено децата кога ќе во периодот од после зимскиот распуст, што очекуваме и најголем број на таа возрастна група ученици да ни се јавуваат. Знаеме дека вакцинацијата представува најдобра заштита од грипот. За таа цел и Центарот за јавно здравје и оваа година има вакцинирано досега 2800 лица, кои што представува најголем број од досега дадени вакцини. Навистина голем интерес на лицата, оние категории кои што се под ризик, особено тоа се лицата над 65 години, лицата со хронични заболувања, така да интересот се уште е голем, се пријавуваат лицата и очекуваме дека, доколку има интерес, ќе добиеме и дополнителни количини на вакцини. Во текот на денешниот и утрешниот ден исто така има закажани пациенти. Во утрешниот ден очекуваме да пристигнат и комерцијалните вакцини, кои што ќе бидат наменети за оние лица кои не ги опфаќаат овие категории. 2800 вакцини само на подрачје на Куманово, додека на општина Крива Паланка и Кратово, таму имаат исто така добиено дополнителни количини на вакцини и исто така и таму одзивот е голем. Во текот на овие недели немаме случаи на пријавени на SARS-CoV-2, значи во нашата лабораторија, меѓутоа тоа е можеби некоја слична состојба, значи како на COVID или од риновируси, од други респираторни вируси, меѓутоа званично пријава на COVID немаме пристигнато од Центарот.